повикуваме на разум, на решавање на состојбите внатре во судот и секој што има проблеми од редот на судиите, бидејќи една од основните надлежности на судскиот совет е заштита на угледот на судиите и чување на довербата на судството, да се обратат до судскиот совет и сите проблеми да ги решаваат институционално, оној што претпоставува дека кај некого има кривична одговорност, соодветни кривични пријави без давање многу на јавност на целата работа и сите слободно да се обратат до судскиот совет и дополнително доколку некој има проблеми во врска со работењето на било кој суд. За сите кандидати кои што конкурираат за председатели на Основен суд Тетово, Апелационен суд Штип, Основен суд Скопје 1 и Врховен суд на Република Македонија ќе има воредно оценување. Тоа го одлучивме согласно законските одредби од Законот за судски совет, бидејќи член 100 став 3 од Законот за судски совет тоа го дозволува дека судскиот совет може воредно да ги оцени, бидејќи за избирање на председател на суд е потребно да ги имаме оценките од последните 2 години од нивната работа. Бидејќи со измените на Законот за судски совет до 2015 година пролетта се врши 2 годишно оценување на судиите во Република Македонија. Последна оценка што имаме, последни 2 години си 2013 и 2014 година, од таа бидејќи сега е крај на 2016 година, затоа одлучивме согласно законската одредба да вршиме воредно оценување на сите кандидати за суди. Тоа значи и 2015 сега ќе влезе? Значи 2015 до денот на објавување на оглас. Па нели на секои 2 години е оценување? Значи затоа е воредно оценување, одлучува советот за кој период ќе го изврши воредно оценување. За сите кандидати? За сите нормално, сите се во равноправна позиција. За сите кандидати оценувањето ќе биде за еднаков период и податоците во електронскиот систем за сите суди и председатели на судови стојат како такви, а воредното оценување ќе се врши исто како и што се во постапка како за редовно оценување. Кога ќе почне? Со добивање на решение и со право на приговор.